Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: како месечната пензија да стигне за сите трошоци, каде можат да се сместат доколку останат сами, тетовските пензионери пред многу предизвици. Се обучуваат тетовските наставници како да ја олеснат комуникацијата кога во класот имаат ученик со попреченост. Драмското студио Тетово ја изведе монодрамата Иконија, пардон, мадмазелика. Почнувајќи од април, минималната плата во земјава ќе биде повисока за 2175 денари и од 18.000 денари ќе се покачи на 20.175 денари. Ова значи над 12% изголемување на основната плата, информираа денес од владата по седница на Економско-социјалниот совет. Почнувајќи од април годинава, минималната плата во земјава ќе изнесува 20.175 денари. Ова беше одлучено во рамки на денешната седница на Економско-социјалниот совет во владата. Денес, после завршувањето на состанокот на Економско-социјалниот совет, со големо задоволство да кажам дека донесовме одлука за зголемување на минималната плата во држава. Како и што ветивме, денеска и го исполнивме ветеното. Почнувајќи од април, минималната плата во државава ќе биде повисока за 2175 денари и од 18.000 денари ќе се покачи на 20.175 денари. Минималната плата во 2023 година пораснала за 12,55%, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Денес на седницата на Економско-социјалниот совет, како што не обврзува прочем и законот за минимална плата, ја донесовме одлуката за висината на минималната плата во Република Северна Македонија за 2023 година, согласно новата методологија која што ја донесовме во февруари 2022 година, што значи дека имаме постојан раст на платите и за оваа година минималната плата изнесува, нето минималната плата изнесува 20.175 денари, а бруто минималната плата од март 2023 година изнесува 29.739 денари. Како дојдовме до овој износ, 50% од порастот на инфлацијата, односно на трошоците на живот, изнесува 7,1%, односно трошоците на живот за 2022 година беа 14,2% утврдени од страна Државниот завод за статистика, што значи 50% од овој процент ние 7,1% и порастот на нето платата во 2022 година е 10,9%, односно 50% од ова е 5,45%, што значи дека минималната плата во 2023 година пораснува за 12,55%. И ова значи дека во државата со исплатата на мартовската плата нема да има пониска плата од основна плата од 20.175 денари. Согласно новата методологија за утврдување на минималната плата, истата за 6 години се удвои и сега изнесува над 20.000 денари, рече вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Денеска на Економско-социјалниот совет, каде преку диалог со синдикатите и работодавачите, лани се договоривме за системско решение и нова методологија за постојан раст на минималната плата, ја утврдивме сегашната плата. И тоа е резултат на грижата на владата за сите категории на граѓани. Да обезбедиме континуирано одржлив животен стандард и поддршка на куповната моќ на нашите граѓани. Ова е единствениот исправен пат и начин за обезбедување социјална правда и правичност. Дури и во време на глобалната економска криза на која и предходеше здравствената криза предизвикана од пандемијата. Нашата определба
беше и така се спроведе. Да донесеме системско решение која нема да калкулира со политичката волја на било која партија, ниту од волјата на поединци, ниту од политичкиот маркетинг кој станува доминантен пред или за време на избори. Нема веќе политички калкулации. Ова е методологија за постојан раст на минималната плата, е мотивирана од грижата за нашите граѓани. Никој да не биде запоставен или ставен на неодржлив социјален ризик. По 2017 година грижата за вреднување на трудот на работниците стана приоритет за владата. И затоа се пронајде системско решение за покачување на платите, со кое само за 6 години минималната плата се удвои и сега изнесува 20.175 денари. Тетовските пензионери пред многу предизвици. Како месечната пензија да стигне за сите трошоци? Каде можат да се сместат доколку останат сами? Од Сдруженијето на пензионери помагаат на најранливите категории според нивните можности, па велат државата е таа која треба да помогне за да се подобри нивниот стандард. Повеќе од половина од тетовските пензионери се претежно со ниски примања, затоа што најчесто доаѓаат од текстилниот сектор каде земале мали плати. Сега со зголемувањето на потрошувачката кошница и две врзуваат крај со крај во месецот. Со одливот на младите надвор од државата оставени се сами, но Тетово нема дом за стари лица, а нема услови и во собите кои ги има во овдешното Сдружение на пензионери. Локалните власти на 6 тетовски општини не соработуваат со Сдруженијето. Имат во меморандумот што обврски има локалната самоуправа, а што обврски има Сдруженијето на пензионерите. Во однос на опремување на амбулантата, во однос на опремување на клубот кој го користиме за пензионерите, може да допринесат да се создадат услови подобри за престој или за доаѓање за некоја потреба од пензионерите. Може да помогне, може да дојдат овде, да вршат контрола едноставно. Имаме овде уште 11 соби во спратот горе, може да ни помогне да ги реновираме и да примаме пензионери кои имат потреба за сместување во вакви наши капацитети, наши соби. Значи има доста работи кои може локалната самоуправа да допринесе за подобрување на животот на пензионерите. Како председател на Огранок Бајрам Мурсели вели дека секојдневно кај него се обраќаат пензионери кои бараат помош. Во малото имаме и со 6.000 пензија, со 6.000 денари, 7.000 денари. И тие ме доаѓа секој ден. Јас се чудам исто така. Тие доаѓаат во нашето здружение тука директно, откако треба да одржиме ние состанок. Претходно знаат дека ќе има покачување. И бара секој ден тука се сварат редици. Сакам да речам дека грото на населението од пензионери е во тешка состојба. Владините мерки за помош не се доволни затоа што се еднократни, а пензиите заостануваат зад постојаниот раст на трошоци. Незадоволството е со начинот на усогласување на пензии, велат од Сдруженијето. Значи, долги години имаше усогласување на пензиите по два параметра. 50% од животните трошоци и 50% од порасот на платите. Од периодот од 2017 до 2020 беше изоставен едниот параметар и од прилика по наши пресметки тоа се околу 20% изголемување изгубено. Сега се вратија пак на истиот модел, значи по два параметра усогласување на пензиите, меѓутоа коракот е изгубен во однос на порастот на животните трошоци во државата. Тетовското здружение во рамки на своите можности помага на членовите. Годинава одреди поголема сума за 500 вредносни ваучери за поголемите празници, за пензионери со потешки операциони зафати или кои претрпеле штети од елементарни непогоди. Според податоците за февруари здруженијето брои 13.631 член.
Како да ја олеснат комуникацијата кога во класот имаат ученик со попреченост, е целта на обуките за наставници во рамки на проектот Сакам да сум разбран, кој го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Наставничкиот кадар од основните училишта во Тетово се обучува како да постапуваат кога во оделението имаат ученик со попреченост. Проектот Сакам да сум разбран е со цел да се даде поддршка на наставниците за олеснета комуникација, во време кога голем број деца се соочуваат со говорна патологија, пред да појдат на училиште како и на училиште, вели дефектологот Милица Серафимовска. Па тој е најголемиот проблем затоа што децата со попреченост, односно со попречен говор или патологија во говорот, често се чувствуваат инхибирани и неприфатени од околината и од средината кај што нели учат, од причина што не се разбрани. И затоа овој проект се вика Сакам да сум разбран, значи преку проектот да се запознаат наставниците со алтернативните начини на комуникација. Ова бара вклученост на широк круг чинители, како училиштата, како пошироката заедница, како родителите, зашто се однесува на интервенција што ја треба да ја има детето пред поаѓање во училиште, користење на различни видови на алтернативна комуникација и имплементирање на истата во училница. Тоа ќе придонесе за помалку фрустрација, за поубави денови и подобра комуникација на сите основи во училиштето. Специјални едукатори и рехабилитатори обуки ќе одржат во 6 основни училишта во градот. Проектот ќе се спроведе во 6 училишта во Тетово, во Лирија, во Андреа Савески Кикиш, во Братство Миđeni, во Најмфрашери, Кирил и Методи и во училиштето Истигбал. Офатени се наставници не само што имаат ученици со попреченост во инклузивна настава, туку се офатени другите наставници кои сакаат, кои се заинтересираат за оваа тема, а кои можеби ако не сега, можеби во наредниот период ќе имаат таков ученик. Проектот го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово со поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Во касарната Илинден во Скопје денес беа одбележани 42 години од формирањето на специјалната антитерористичка единица Тигар со положување цвеќе пред спомен плочата на загинатите припадници. Своје обраќање пред присутните имаше премиерот Димитар Ковачевски. Живееме во време полно со безбедносни предизвици и тие не се разликуваат од оние со кои се соочуваат полициите во регионот, во Европа, полициите на нашите партнерски земји од НАТО. Веќе втора година се соочува светот со појава на негативни безбедносни сценарија. Водечка е отворената агресија на европско тло и кризите што произлегуваат од неа. А наша обврска како земја членка на НАТО е навремено да се прилагодиме на ваквите случувања. Безбедноста на граѓаните ни е најважна, но како влада подеднакво ни е важна и вашата безбедност, почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар. Затоа, кога станува збор за вашата заштита и безбедност, не штедиме, вам не треба ништо да ви недостига. Се што придонесува за вашата побрза и поефикасна работа, како и досега ќе се обезбедува, бидејќи за вашите резултати и постигнување на високо ниво на безбедност, наша задача како влада е да ви ги обезбедиме најдобрите услови за работа. Во насока на континуирано мотивирање на припадниците на специјалните единици, неколкократно беа зголемени платите. Континуирано од 2017 година се исплаќаат бонус плати за остварени над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво. За припадниците на одделот за специјални полициски операции се исплаќаат и патни трошоци за оние кои живеат надвор од градот Скопје, како и исплата на дневници за службени патувања. Во септември 2022 година беше зголемена платата за 5% за сите вработени во МВР. Во февруари оваа година започна прибирањето на податоците за вработените кои оствариле над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво за бонус плата за 2022 година во поединечен износ од околу 500 евра, што представува зголемување на износот за безмалку 40% споредбено со бонус платата од 2017 година, благодарение на континуираното зголемување на минималната плата во државата, но и посветеното и домаќинско работење на министерот и раководниот тим на Министерството за внатрешни работи.
Во последниве 5 години специјалната антитерористичка единица Тигар е на врвот на приоритетните планови и концепти по однос на развојот и унапредувањето на полициската безбедносна служба. Она со што се гордееме е дека САЕ Тигар со својата врвна стручност и професионално извршување на задачите не се разликува од европските полиции. Тоа досега во повеќе наврати го имаат докажано и покажано за време на врвни обуки во земјава и во странство, во рамки на меѓународни и европски проекти со специјалниците на Германија, со Европската команда на Американската војска, со специјалците од Италија, од Чешка, со австриските и француските колеги. Вредни за споменување се и бројни спасувачки и оперативни акции, како и активно учество во помош на локалното население. Горди сме што бележите најдобри резултати во сите параметри на работа. Мора да продолжите понатаму како и досега, да одговарате на сите современи безбедносни предизвици и закани кои се од меѓународна природа. Прашањето на безбедноста на национално и на глобално ниво се покажува како се поважен и се покомплексен предизвик, а вие сте најважните фактори за успешно справување со овој предизвик. Приведен 33-годишник поради извршена кражба. Физички напад над 43-годишник од Голема Речица. Во полицискиот билтен евидентирани случаи на пронајдена дрога и дури 3 пријави за каснување од бездомни кучиња. Во продолжение деталите. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 13 часот и 45 минути на улица Александар Јовановски Журчин во Тетово лишиле од слобода 33 годишен тетовец поради сомнение дека извршил кражба. Одземеното било пронајдено и вратено на сопственикот. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 50 минути 43 годишник од Тетовска Голема Речица во СВР Тетово пријавил дека 15 на минути пред тоа на улица Видоес Милевски Батов во Тетово бил физички нападнат од 47 годишник од Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 19 часот и 30 минути на улица Благојатовска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20 годишник од Тетовски Лешок, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По документирање на случајот, инволвираниот ќе се соочи со законски предвидениот поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 22 часот и 40 минути на улица Тодор Циповски Миреджан во Тетово лишиле од слобода едно лице од Тетовска Шипковица и 4 лица од Тетово, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Тие се задржани во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 17 часот и 40 минути 48 годишник од Тетово во СВР Тетово пријавил дека на улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово бил каснат од куче скитник. Вчера во 18 часот и 10 минути во Гостиварско Врапчиште полициски службеници на СВР Тетово Оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 49 годишник од ова село, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. 52 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Туде Богдановски во Гостивар бил каснат од куче скитник. 64 годишник од Гостиварско Дебреше вчера исто така во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куче скитник. Вакцинска контрола спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подрачје биле изречени вкупно 160 мерки за пречекорување на максимално дозволената брзина во и надвор од населено место. Вчера од 14 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола за брзина со која се движат возилата, во која вкупно биле откриени и санкционирани 88 возила, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. 8 од нив ја пречекориле брзината за повеќе од 70 км на час, 21 возило до 70 км на час. Покрај ова санкционирани биле и 72 возачи кои ја надминале пропишаната брзина во населено место, како и 10 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот и непотребно да не брзаат посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, но и на другите регионални и локални патишта на подрачјето. Драмското студио Тетово ја изведе монодрамата Иконија, пардон, Матмазел Ика.
Ова е втора изведба на оваа монодрама на писателот Јован Дамјановски, која ја напишал во далечната 1990 година. Двочасовно уживање и смеење приреди актерката Наташа Петровска, која пред тетовската публика во саботата ја изведе монодрамата Иконија, пардон, матмазелика. Иконија во својата исповест раскажа за случките и животот поврзани со старо тетово во 70-80-тите години, но и нови моменти од денешниот модерен живот. Каков беше тој? Ка бомбона. Ама и му се бендис. Каче, ај у соба, тој разбрав кому е сабата него, ја чидем тамо, па често ќе чисти. Па ќе чисти, па ќе преспи неко. Шо? Па соба нова била пола тоа, јас сум го чистела. Да, ќе го смотрам, како се дуеше пажња. Па ќе ме носи по вечере, ќе плаќа. Мене ми е гајле, јади, туја трај. Првично прифатив не очекувајќи дека стварно не е едноставна работа и дека има многу работа. 2,5 месеца, скоро 3 ја работевме со текстот и со читање и сценски наступи. Издржав некако, не е едноставно, ама е многу убав аплаузот на крај. Кога ќе го добиеш од публиката, знаеш дека стварно е завршена една убава работа. Мислим дека нема човек што е седнат у публика што нема некој проблем. Не само што не е публика, општо нема више луѓе што нема проблеми во животов и толку многу им треба некој барем малку на некој начин да успее да ги насмее и да им даде волја за да може да продолжи животот понатаму. Среќна сум за тоа што кога ја видов публикава колку се смее, толку уште поголема желба ми се створи за да можем брилјантно да ја изглумим. Режисерот Игор Бачовски истакна дека долгиот аплауз на крајот од представата кажува дека екипата направила одлична работа. Искрено идем, ова прв пат ми се дешава да имам трема да не сум на сцена, дека сум позади сцена и сега како заврши представава некој камен ми падна од мене. Прво сум пресреќен за прекрасната тетовска публика која 10 минути аплаудираше на представата. Тоа се кажува дека навистина овие 2 месеци што ја работевме представата вроди со плод. Многу сум среќен. Нате беше брилјантна и стварно друго нема што да кажам. На споредба велите по 30 години повторно се одигра на сцена. Да. Како беше тогаш, како е сега? Па ако приметивте, текстот беше доста изменет од оној што беше оригиналниот од 92 година. Многу нови приказни, многу модерни приказни. Многу подолго траеше. Ја и на пресконференцијата кажав дека ќе биде ова не монодрама, туку представа и навистина представа испадна, бидејќи траеше скоро 2 часа представата. Додека првата верзија на Иконија траеше дека 40-45 минути, колку што е и време трајање на монодрама. Така да мислим дека нема многу простор за да се споредат тие две представи и таа беше изворедна во тоа време и освои толку награди и ова е брилјантна, така да јас сум пресреќен што го оживевме повторно овој текст и повторно на сцената у Тетово. Монодрамата Иконија, пардон, матмазелика е напишана од тетовскиот писател Јован Дамјановски во 1990 година. Прв пат била изведена во 1992 година од Гордана Георгијадис.
е крајот на понеделничкото издание на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.